Добро вечер, го следите централното издание на Дневникот на К1 телевизија. Со настаните почнуваме веднаш по најавите. Кавадарци по 36 пат ја организира стопанско-туристичката манифестација Тиквешки гроздобер. Измените во Законот за вино ќе олеснат наплатата на побарувањата кои ги имаат лозарите за продадено грозје. Уапсени 2 лица од Клуковец, одземен пиштол и стебла марихуана. Започна стопанско-туристичката манифестација во Кавадарци Тиквешки гроздобер 2016. За многобројните посетители, како и секоја година, организаторите организираат различни активности за сечи вкус. Еве како помина првиот ден од Тиквешкиот гроздобер во Кавадарци. Голем број посетители, дегустација на вино и ракија, многу забава и пеење до доцните вечерни часови. Вака помина првата вечер од манифестацијата Тиквешки гроздобер. Градскиот плоштад беше препон со гости кои не само од Кавадарци, дојдоа од сите градови од Македонија и пошироко, со цел да го почувствуваат мирисот и вкусот на свежо обраното грозје и препознатливите вино од Тиквешијата. Целата манифестација беше на градскиот плоштад во Кавадарци. Мојот визуелен поглед зборува за тоа дека луѓето веќе се доаѓаат, го полнат плоштадот и мислам дека вечер ќе имаме кулминација со звездата на вечерта риблја чорба. Мислам дека не може да бидам незадоволен кога гледам задоволни и насмеани лица на кавадарчани. Кавадарчани не се луѓе кои што само работат, туку и луѓе кои што сакаат и знаат да уживаат. Така што мислам дека ова што ние им го нудиме како локална самоуправа и она што ние како кавадарчани им го нудиме на цела Македонија и пошироко, мислам дека сите го заслужуваат. Вечерта ја отвори групата Фолтин. Веднаш понив на сцената застанаа момците од Риблја чорба кои направија вистински спектакл. Секое празно место на плоштадот беше потполнето. На нивните фанови дојдени од секаде, одлично им легна музиката на чорба со вкусна чаша вино. Јако лепо, жал ми што не могу да пием. Многу ми е мило што после многу години повторно сум во Кавадарци. На гроздоберот се пие, а жал ми е што јас не можам да се напијам ни капка алкохол, но ќе има забава, исто како во Кратово и завчера во Скопје. Ветувам добра забава. Планираните активности течеа поред и на вториот ден од Тиквешкиот гроздобер. Главната активност е вечерва, а тоа е Тиквешкиот карневал, на кој што ќе продефилираат многубројни учесници од повеќе земји и збратимени градови на Кавадарци. Вечерта ќе заврши со концерт на групата Парни Ваљак. Министерот за земјоделство Михаил Цветков денеска го посети Кавадарци во рамки на манифестацијата Тиквешки гроздобер 2016. Тој се сретна со градоначалникот Панов и со лозарите, на кои им посака успешна берба и се да помине онака како што тие очекуваат во најдобар ред. Со измените во Законот за вино кои поминаа на влада и се очекува поскратена постапка идната седмица да поминат и во собрание, ќе се олесни наплатата на подобрувањата кои ги имаат лозарите за предаденото грозје и ќе се надминат одредени проблеми што се јавуваа кога грозјето се продаваше на откупувачите кои вршеа откуп во име на одредени винарници. Ова денеска го соопшти министерот за земјоделство Михаил Цветков во Кавадарци на средбата со лозарите и градоначалникот Панов. Да им посакам да го соберат и последното зрно кое што ќе се роди оваа година,
а според сите предвидувања дека оваа година ќе биде родна, се очекува 160 до 180.000 тони грозје да се набере. Секако дека ние како министерство, како винари, како лозари, веќе од мај месец ги вршиме припремите за оваа сезона да биде што поуспешна. Цветков на лозарите им посака успешна берба на грозието и се да помине во најдобар ред без никакви проблеми. Оваа година се очекуваат 160 до 180 милиони килограми грозие. Успешна гроздоберска сезона посака и лидерот на лозарите Љупчо Аризанов, кој информираше дека грозието годинава е со врвен квалитет. Мислам дека квалитетот на грозието ќе биде на врвно ниво, барем на сортите кои што ги имаме и кои што се најмногу застапени, тоа е Вранецот и Смедеревката. Да не зборувам за високосортните сорти на грозје поради тоа што тие се со врвен квалитет, чак што више и од кај што потекнуваат шардонето и ризлингот и било што, ние сме далеку поквалитетни од нив, но е жална состојбата што винарските куќи ги запоставија овие сорти на грозија поради тоа што никој не сака да разговара, да седне, да се формира цена која што одговара на соодветните сорти кои што се доста врвни и доста квалитетни. Откупеното грозје годинава ќе се исплаќа на 3 рати. Првата е на 15 декември, кога треба да се исплата 20% од продадениот род. До 15 февруари мора да се исплати 40% од откупеното грозје со истото правило, а остатокот до крајот на април. Уште еден настан денеска од Кавадарци. Градоначалникот Александар Панов оствари работна средба со градоначалникот на Воден Грција. Оваа средба е како резултат на долгогодишната соработка и реализираните проекти со општина Воден. Во преговор е и нов проект под мотото Бизнис без граници. Како резултат на долгогодишната соработка и реализираните проекти со општина Воден, градоначалникот на Кавадарци Александар Панов денеска во својот кабинет оствари работна посета со градоначалникот на Воден Грција Јано Димитрис. Од прекуграничната соработка со оваа општина беше направен музејот на вкусови во Кавадарци, а сега на ред е изградбата на бизнис центар, кој исто така ќе биде заеднички проект на овие две општини. Денес разговаравме за конкретни работи поврзани со проектот. Меѓутоа, разговаравме и за многу други работи кои што не поврзуваат нас како две држави и како две општини, а тоа е можноста за поблиско физичко спојување, односно по реализација на проектот за бизнис центарот во Кавадарци и по предавање на истиот на регионалната стопанска комора од Кавадарци да покренеме една иницијатива која што ќе биде поддржана и од општина Воден за реализација на деценијската потреба од физичко поврзување преку граничниот премин Пулјевац. Кавадарци како лидер на овој проект има можност да ги подобри врските и релациите во пограничниот регион со слоганот Бизнис без граници, смета градоначалникот на Воден Јано Димитрис. Втор пат да соработуваме со општина Кавадарци и сега ќе градиме бизнис информативен, иновативен центар и центар за соработка на бизнисот. Имаме можност како Кавадарци како водечки партнер на овој проект to improve the relation between да ги подобри врските и релациите во пограничниот регион со слоганот Бизнис без граници. Имајќи во предвид долгогодишната соработка со општина Кавадарци и со градоначалникот на општина Кавадарци, атмосферата е многу пријателска на двете страни. Нашата цел е ова добра атмосфера да ја пренесеме на бизнис заедницата. Од ваквите погранични соработки со грчките општини произлегуваат добри економски проекти кои се во функција на двете држави за заеднички економски резултати, а како резултат на истите се поврзуваат луѓето од двата региона. Кај две лица од село Клуковец пронајдено и одземено огнено оружје за кое лицата немале одобрение за поседување, а во непосредна близина пронајден е и насад од марихуана со вкупно 191 стебло. Две лица се уапсени од село Клуковец од страна на Министерството за внатрешни работи утрово, одземене пиштол и стебло марихуана. Како што информира Министерството утрово при извршен претрес, а по претходно обезбедена наредба од надлежен судија,
Во домот и помошните простории кај две лица од село Клуковец пронајдено е и одземено едно огнено оружје пиштол калибар 6,35 мм, за кое лицата немале одобрение за поседување, а во непосредна близина на објектот каде бил вршен претресот, пронајден е насад од марихуана, вкупно 191 стебло, со големина од 1 до 4 метри. Министерството за внатрешни работи информира дека стеблата се откорнати и истите ќе бидат предадени за вештачење на одделот за кримтехника при Министерството за внатрешни работи. Двете лица се лишени од слобода и задржани во полициска станица Велес. Се преземаат мерки за утврдување на поврзаност на лицата со пронајдените насади марихуана. Првата IP мрежа е направена на 1 јануари 1983 година, со што овој датум е земен за создавањето на интернетот. Од тогаш интернетот добива комерцијална употреба, но дури во 90-тите години. Поголем број корисници не сакале или не знаеле како да ги извршат и да ги дадат наредбите. Како интернет мрежа постои веќе 30 години, меѓутоа со појавата на светската пајажина, интернетот станува она што го знаеме денес. Министерството за информатичко општество отвори 30 бесплатни интернет клубови ширум државава, меѓу кои едно и во Велес. Александра Давидковска повеќе за ова. На 25 јули годинава во Велес официјално се отвори првиот бесплатен интернет клуб, кој беше дел од програмата на Министерството за информатичко општество и администрација. Еден месец по отварањето ги запрашавме надлежните дали граѓаните го посетуваат клубот и ги користат услугите. Тие велат дека посетеност има, но очекуваат таа да се зголеми со доаѓањето на есента, бидејќи клубот работи од 9 до 17 часот секој работен ден, а во тој временски период движењето е намалено поради високите температури. Ова е објектот каде е сместен бесплатниот интернет клуб. Неговата локација е во центарот на градот. Младите се оние кои најмногу ги користат услугите, но доаѓаат и повозрасните. Секој посетител има индивидуален пристап до интернет и не може да се даде конкретен одговор зашто најмногу се користат услугите на интернет клубот, велат надлежните. Целта на овие клубови е што поголем број на граѓани да имаат пристап до интернет услугите. Интернет клубот кој неодамна беше отворен во Велес е 30 од програмата на Министерството за информатичко општество и администрација. Несекојдневен почеток на учебната година за учениците од основното училиште Васил Главинов од населбата Превалец. Овој пат годината тие ја започнаа со награди, зашто точно станува збор во прилогот од колешката Сања Ангелова. Дел од основците од населбата Превалец учебната година ја започнаа со награди. Станува збор за интернационална награда, која учениците ја добија на тема Творење за Великден. Со стартот на учебната година, истите им беа доделени на учениците. Посвоени се многу втори, трети и први награди. Се надевам дека ќе продолжи, нивниот интерес ќе продолжи во иднина како кон наставата, така и кон воннаставните активности. На тој начин сметам дека не само што го афирмираме училиштето, него ја афирмираме и нашата општина, која секогаш поддршката ни ја дава за сите организацијски работи кои што се организираат. Најголем успех учениците постигнуваат преку проектните активности кои ги имаат во училиштето. Истите тие придонесуваат за развивање на желбата и љубовта кон пишаниот збор. Кај дечињата желбата се развива постепено. Значи, отпрвен се тие уплашени дали ќе одговорат на барањата кои што се пред нив, меѓутоа ако се работи постапно, ако им се дава мотив за да продолжат понатаму, дали да творат, дали да се вклучуваат во спортот, во ликовната уметност или во пеењето, сметам дека може да се постигнат изворедни резултати. Ова не е прва награда што ја добива подрачното училиште на основното Васил Главинов. И оваа учебна година тие се надеваат на многу надпревари каде ќе имаат можност да се здобијат со награди, како од државно, така и од интернационално ниво.
Познатиот кавадаречки ликовен уметник и директор на Домот на културата Иван Мазов Климе, Владимир Темков е добитник на високото признание уметник на годината за 2016 година. Ова признание му беше доделено од страна на организаторите на манифестацијата Охридски бисер за особени постигнувања во полето на уметноста. Еве како Темков го доживеа ова признание. Јас сум пријатно изненаден, бидејќи јас вчера за прв пат дознав дека тоа здружение, тој фестивал ми доделил ваква награда. Радоста е голема, знаеш, било какво признание кое ќе биде доделено и валоризација на твоето творештво, значи дека некој гледа, некој цени тоа што го работиш и затоа радоста е многу голема. А изненадувањето е поголемо затоа што ова награда не постоеше ниту конкурс, ниту некаква објава, председателство на овој фестивал, ценечи ги сите мои активности, а гледајќи ги активности на сите другите, ова година оцениле дека јас како Владимир Темков би требало да ја заслужим ова награда и јас им благодарам на сето ова. Ова сигурно дека е добре дојдено во моментите кога почнуваат моите подготовки за двете големи мои изложби во Турција и во Рим, така да ова ќе ми даде еден поголем поттик да сето тоа што го правам на меѓународно поле дојде до израз баш онака како што и посакува секој еден уметник. По барање на граѓаните кои беа зафатени од поплавите, продолжен е рокот за пријавување на штетите. 7 септември е крајниот рок кој го продолжи владата. Евроамбасадорот Самуел, наследник на Иво Орав. Ова се вестите од Македонија. Рокот за пријавување штета за сите лица кои беа оштетени во поплавите на нивно барање е продолжен од страна на владата. Целта е да се обезбедат можности за сите. Краен рок за пријавување на настанатите штети на недвижниот имот, движниот имот, моторните возила, земјоделските површини и сточниот фонд од поплавите, кои се случија на 6 август 2016 за оштетените од населените места Стајковци, Сингелич, Инџиково, Економија, Ченто, Брњарци, Страчинци, Виниче, Црешево, Булчани, Раштански пат, Смилковци, Рачиново, Илинден, Шуто, Ризари и Шипковица е среда 7 септември 2016 заклучно со крајот на работното време во 16 часот и 30 минути. Во критични времиња и заваси за Европската Унија. Унијата со нетрпение очекува да ја решите долготрајната политичка криза и процесот подпомогнат од Европската Унија и САД и главните политички партии. Одговорноста, упорноста го ставаат интересот на вашата земја на прво место. Ова го истакна евроамбасадорот Самуел Жбогар. Тој е наследник на Иво Орав и е актуелен шеф на делегацијата на Европската Унија во Република Македонија. Председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, пак истакна дека земјава е подготвена да го преземе својот дел од задачата, но преку спроведување на итните реформски приоритети. Според направената анкета во периодот од 26 август до 1 септември, Доналд Трамп го поддржуваат 40%, а Хилари Клинтон 39% од избирачите. Турција очекува порешителни акции од САД во решавање на проблемот со сириските курди. Ова е свето денес. Доналд Трамп, републиканскиот кандидат за американски председател, ја престигна Хилари Клинтон од Демократската партија во анкета благодарение на консолидираната поддршка меѓу гласачите кои традиционално гласаат за републиканците, се вели во резултатите од анкетата на Reuters Ipsos. Според анкетата, Трамп го поддржуваат 40%, а Клинтон 39% од избирачите. Поддршката за Клинтон опаѓа по 25 август. Анкетата била спроведена од 26 август до 1 септември. Турскиот вице-премиер Нуман Куртулмуш, кој е во посета на Соединетите Американски држави, изјавил дека Турција очекува порешителни акции од САД кон курдските сили за заштита на народот кои не се повлекле источно од реката Еуфрат во северна Сирија.
Сакаме да видиме притисок од САД врз сириските курди за да се префрлат источно од реката Еуфрат. Поради тоа ќе биде многу подобро ако ја завршиме таа операција заедно со силите на САД, додал Куртумлуш. Вашингтон има одговорност да работи со сојузникот НАТО за сите терористички закани, рекол тој, имајќи ги предвид несогласувањата на двете страни по однос на политиката за Сирија. Соединетите Американски држави ги поддржуваат СЗН во борбата против Исламска држава, додека Анкара, таа курдска милиција, смета дека е поврзана со ПКК. Денес имаме претежно стабилно и сончево време со максимална температура до 32 степен. Какво време не очекува до крајот на денот и во текот на утрешниот ден во продолжение од графичкиот приказ по региони. Со временската прогноза го завршуваме третото издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието, а вие и понатаму останете со нашата програма. Пријатно!